Добре дојдовте во 5 минути со Чавес. Врзете ги појасите, исклучете ги мобилните телефони и не помислувајте да поминете на црвено додека не гледате. Опасно е и по животот и по паричникот. Подгответе се, ова ќе биде лудо возење во траење од 5 минути. Главна тема за муабет оваа недела се камерите низ улиците во Скопје. Каква политика, какви бугари или Европска унија. Македонецот можеш да го кренеш само ако му брцнеш во джебот. Профункционира системот Safe City. За сега само пробно. Нема возач во Скопје кој не доби опомена за зголемување на брзината, макар и за 10 километри. Колку и да не боли за парите, само вака може да се научиме на ред во сообраќајот. Сите пари на светот не вредат колку еден спасен човечки живот. Размислете и намалете ја брзината. За наше добро. Уставната судика Добрила Кацарска е решена до крај да одработи за опозицијата. До пенсија. Откако ги прати на 200 години робија обвинетите за случајот 27 април, сега им се нафрли на пензионерите. И тоа на тие со најниски примања. Добрила е подносител на иницијативата со која најверојатно ќе се укине линеарното зголемување на пензиите. Кога таа беше главна во судството, најниските пензии беа 12.000 денари, сега се 18. 100 евра за пензионери кои едва и го поминуваат месецот се плаќање на сметки или пак полнење на фрижидерот. Ете, на протестот пред Уставниот суд, пензионерите се изјаснија дека без зголемување на најниските пензии ке немаат ни за леп. Ама од кај да знае Добрила што значи преживување, таа се секира како да се одмрзат платите на судиите и обвинителите кои изнесуваат 3-4 евра. 4 бона месечно за 2% доверба. Не е лошо. Како Кацарска не се сети побрзо да се стави на дневен ред иницијативата на Лиле Поповска за вториот протокол со Бугарија, кој го потпиша Бујер Османи и со кој нашите драги комши може да не блокираат кога ќе им текне. И законот за јазици стои во фиоките кај Добрила и компанија, ама таа се фатила за пензијата. И тоа не за нејзината. Нејзината ќе биде неколкукратно поголема, но како се вели, ситиот не верува на гладниот, а Добрила сигурно не е од гладните, туку од алчните. Градоначалникот на Тетово, Било Касами, се појави во свечената ложа во Приштина со Албин Курти на мечот меѓу Дрита и Шкендија. Гледаа дуел на две албански екипи, како што беше најавен мечот. Сте го виделе некогаш Касами на меч на македонската фудбалска репрезентација? Македонија не го интересира, дури и синот го прати да игра за репрезентацијата на Албанија. Замислете син му да заигра за репрезентацијата на западниот сосед и играат против Македонија. Седнат Касами во ложата на Градски, како сега со Курти. И за кого ќе навива? За Македонија или за Албанија? Ќе го вее знамето со сонцето или двоглавиот орел? Или пак може на еден бајрак ќе ги стави двете знамења, со се она на УЧК, се има и со него сликано. Што да правиме кога Касами љуби знамења? Ако на Бугарија нешто треба да и се признае, тоа дека маестрално е игра медиумско-разузнавачката политичка игра против Македонија. Пропагандата, односно омразата против Македонија е пуштена на најако. Здруженија, Facebook страници, финансирани од Бугарија, го запоседнаа медиумскиот простор во Македонија. Фали уште да не натераа да ја славиме Санстефанска Бугарија. Последна е игранката со новинарот Владимир Перев, кој лаже дека бил тепан и нападнат. Тоа беше повод да реагираат познатите будалетинки Андреј Ковачев, Ангел Джамбаски и Красимир Каракачанов дека тоа било напад врз бугарите. Дури и се собраа на протест во Софија да ни порачаат дека Македонија била вештачка творба и оти бугарите требало да бидат признати како државотворен народ во Македонија, не малцинство. Не може да има единен сојуз којто отказва на државнотворниот си елемент в него. Република Северна Македонија, но българскија да биде државнотворен народ какъвто тој е. Големата игра е бугарите да влезат во уставот, но тогаш за бугари нема да се сметаат само оние 2-3 бугари по професија од пописот, туку сите 100.000 што се направија бугари за да работат на Бауштело во Германија. Србите ова го викаат продали веру за вечеру. Баравте, гледајте.
Како тргнало, нема да остане турбо фолк пејач од Србија што ќе пее во Македонија. Ја избркавме Цеца, Паца, Лукас, па некоја Джејо Арамовиќ, зашто немале дозвола за настап. Конечно дојдоа 5 минути за Спасен Силјановски.